Владата им помага на производителите на пченица и ориз, ќе откупи дел од нивното производство. На седница била донесена одлука да се зголемат стоковите резерви. Планот е да се купат 9000 тони меркантилна пченица од годинешната реколта и 2400 тони ориз и оризова арпа од ланската реколта. Секој индивидуален производител има право да понуди количина од 5 до 30 тони пченица и од најмалку 3 до најмногу 20 тони оризова арпа. Така што ова за прв пат се прави посебно за оризот и мислам дека во многу нешто ќе ги олесни предизвиците на оризопроизводителите, но и оние кои што огледуваат пченица, така што ова за прв пат како влада го направивме со измени во законот, стана стратешка култура оризот и на тој начин сега истоковите резерви ќе имаат ориз. Во одлуката на владата стои дека оризовата арпа ќе се откупува по цена од 37 денари без пресметан ДДВ. Оризопроизводителите се мачеа со недостаток на вода на почетокот на сеидбата во мај, но проблемот набрзо беше решен. Пченицата пак ќе се плаќа 13 денари по килограм без ДДВ. Оваа година земјоделците засејаат зголемени површини под пченица, од кои се очекува приносот да биде поголем споредено со претходните години. Според Министерството за земјоделство, годинава жетвата ќе се изврши на 70.000 хектари, со што би требало да бидат задоволени домашните потреби за пченица. До средината на јули биле откупени 40 милиони килограми пченица. Годинава пченицата е со исклучителен квалитет, најголем дел од прва и од втора категорија, а за неа производителите добиваат 12 денари по килограм.